Раскинување на штетните договори со Грција и Бугарија. Семакедонско помирување за спас на државата. Семакедонската средба во Трново по 51 пат ги сплоти на едно место македонците од соседството кои годинава со многу емоции изборуваа за големата неправда што ја чувствуваат. Најголем е револтот кај македонците од Бугарија кои не можат да се помират со она што се случува по договорот со Бугарија. Јас 2 пати лежев по 4 години во бугарските затвори за македонските права во Бугарија, а сега македонската држава ќе ги впише бугарите во уставот. А никаде нема да биде заведено македонското малцинство таму. За него е насватливо како македонската влада ја удоволува на Софија која целосно ги игнорира европските пресуди и ги погаздува правата на македонците. Ја осудивме Бугарија во Страсбург 14 пати, зашто не ги признава нашите права и пак не регистрира. Политиката на Бугарија кон македонците е многу лоша. Сакаат да ги бугаризираат македонците. Гоце Делчев, Таме Груев, Јане Сандански се бореле против бугарските врховисти кои сакале Македонија да ја припојат кон Бугарија. А сега Битола направија клуб Иван Михајлов, најголемиот убиец на македонците. Председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров од Трново побара итно раскинување на Преспанскиот и договорот со Бугарија, како и распуштање на комисиите за ревизија на историјата. Испрати порака да се почитува универзалното, неотугиво и неприкосновено право на самоопределување и самоидентификација на македонскиот народ за сопствена држава како единствено решение на македонското прашање. Македонија од држава треба да стане територија без македонски народ и историја, чии администратори ќе бидат Атина и Софија. На Семакедонската средба се обрати и председателот на Македонската академија на науките и уметностите, академик Љупчо Коцарев, кој изрази увереност оти македонската држава, идентитет, јазик и култура ќе опстои. Всушност тие представуваат две димензии од една иста сплотена реалност, па затоа тие не можат да се одвојат и да се гледаат засебно, односно изземањето на било која од нив подразбира разнемитување на Македонија. И затоа е клучно тоа да се има предвид и како такви да се присутни секаде во сите преговарачки рамки. Традиционалната семакедонска и линденска средба годинава се одржува по 51 пат во дворот на црквата Успение на Пресвета Богородица. По традиција заврши со општо народна веселба.